28 август, голем православен празник, успение на Пресвета Богородица и Ден на македонските рудари. Овој исклучително значаен ден за целиот наш енергетски сектор со низа пригодни свечености одбележан и во рек Битола. Ова се денови кога празнуваме, кога се среќаваме, кога се обединуваме и кога се изборуваме за верата, за духовната сила и за сето она кое што представува предизвик во нашето секојдневие. И убеден сум дека обединети, заедно сплотени, сите тие предизвици ќе ги надминеме, порача премиерот Христијан Мицкоски, кој лично им го честиташе денот на рударите од рек Битола. Бидејќи благодарение на нивната пожртвувана работа, макотрпна работа, секојдневна енергија која што ја вложуваат овде во рек Битола, ние имаме енергетска стабилност. Енергетската стабилност подразбира и стабилен економски раст на Македонија и на македонското стопанство. Да им го честитам денот на рударите со рударскиот поздрав среќно, затоа што тие се нашата инспирација. И знам и убеден сум од тоа што успеав да го видам дека мотивот не изостанува, желбата е тука присутна и сигурен сум на уште подобри резултати во месеците и годините кои што следат за македонскиот енергетски систем, за рударството, но и за македонската економија. Подобрување на условите за работа, но и зголемување на платите за рударите кои работат во длабоките рударски јами, најави Министерката за енергетика и рударство. Според неја, сега и во овој сектор во Македонија владеат закони кои се еднакви за сите, уверувајќи дека државата ќе ги поддржи само компаниите кои работат одговорно. Како Министерство за енергетика, рударство и минерални суровини, нашата задача е не само да ја поддржиме вашата работа, туку и да создадеме подобри услови за работа и живот. Затоа вложуваме напори да обезбедиме поголема безбедност, современа опрема, подобра заштита на работниците и фер стандарди за сите кои се дел од рударството. За рудар на годинава беше избран дипломираниот рударски инженер Страшо Маневски, кој веќе 35 години е дел од тимот на рек Битола, а пофалници и благодарници им беа доделени на уште 43 вработени во комбинатот, пожарникари, рудари и годинашни пензионери. Машината што која работам е долга 55 метра, висока 22 метра. Тоа е фактички колку еден фудбалски стадион што се движи. Работи на може да работи до 20 метра фактички висина да копа. Нешто вака со збори не може да се опиши, треба да се види на лице место. Работиме и во термото, и во Брод, и во Руднико. Се соочуваме многу пати со големи пожари, зависи од ситуацијата, ама гледаме да биде се во ред. Колку што се нашите можности даваме максимум. Премиерот Мицкоски денеска изврши увид и во завршните работи на фабричката менза во рек Битола, која ќе биде пуштена во употреба за 20 дена.